22 мај 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Истекува рокот за пријавување за добивање субвенции. 31 мај е последниот рок во кој земјоделците можат да аплицираат за државна помош. Во Велес се очекува над 5000 земјоделци да поднесат барање. За ова јавува нашиот дописник Зоран Јаневски. Истекува рокот за поднесување барања за субвенции. Помалку од 10 дена имаат земјоделците да достават документација за земање финансиска помош од државата. Крајот на месецов е последниот рок за аплицирање. Од подрачната служба на Министерството за земјоделство објаснуваат дека годинава значително е олесната постапката за добивање субвенции. Барањето се поднесува по електронски пат без доставување документи, а врз основа на претходно евидентираните податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашните животни. Одгледувачите на говеда, овци, кози и пчели пред поднесувањето на барањето треба задолжително да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кое што има склучено договор. Според податоците на подрачната единица на Министерството за земјоделие, околу 5000 велешки земјоделци се очекува да аплицираат за добивање субвенции и минатата година толку земјоделци поднеле барање за користење на помош од програмата за финансиска помош во земјоделството. Од подрачната служба велат дека значено е да се запази рокот за пријавување, оти така без проблеми ќе се одвива исплатата на субвенциите. Стрикното почитување на рокот на поднесување на барање за финансиска поддршка треба да овозможи навремено спроведување на сите потребни постапки за обработка на барањата и исплата на средствата согласно предвидениот распоред во текот на годината, кој е усогласен со типот на земјоделското производство. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство велат дека апликантите е потребно да достават и соодветни документи доколку имаат зголемување на површините со обработлива земја или поголем број животни за кои се исплаќаат субвенции. Инаку годинава во државниот буџет се предвидени 140 милиони евра за субвенции во земјоделството. Кои се новите мерки на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во делот на модернизација на земјоделските стопанства? На оваа тема говори Божанка Кузманова, самостоен референт по поледелство во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, подрачна единица Кавадарци. Во врска со програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година се известуваат земјоделските производители дека рокот за поднесување на нивните барања е до 31.5.2014 година, додека во тек е од 10.5.2014 година рокот за доставување на барања за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, јавен повик број 02/2014 година. Рокот за доставување на барањата за јавниот повик во под број 02/2014 година е до 1.7.2014 година. Предмет на огласот е како имаме тука две мерки, од кои мерка 121 е инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Како што е набавка за добиток од признате организација за одгледување на добиток од Република Македонија и од увоз, набавка на високостелни педигрирани јуници со исклучок на расата буша, набавка на педигрирани машки препълни грна, овци, оригинали и репродуктивни, набавка на педигрирани машки препълни грла кози, оригинали и репродуктивни, набавка на педигрирани свињи, нерези и назинки, оригинални и хибриди. Исто така имаме набавка на пчелни матици од регистрирано одгледувалиште, подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора, кои се во фацелија, еводија и багре на нови површини и набавка на опрема за систем капка по капка за пченка и фуражни културни и бунари за наводнување. Друга мерка што ја имаме по јавен оглас од 03/2014 година е мерка 112, односно се
подразбира за помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност. Исто така, оваа мерка од 10.5.2014 година е рокот за доставување на барања за користење на средства од програмата за финансиска подршка на руралниот развој, кој е јавен повик број 3 во 2014 година. Рокот за доставување на барањата на јавниот повик број 03/2014 е до 30.6.2014 година. Под мерка 121 морам да потенцирам дека оваа мерка е инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, односно подигнување на нови лозови и овошни насади, како и медоносната флора, фацелија, еводија и багрем на нови површини. За сите овие мерки, што би ги кажувам како нови активности, сите земјоделци, односно заинтересирани земјоделски производители можат да се јават во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, работна единица Кавадарци, од 8:30 до 16:30 часов секој работен ден. Дел од граѓаните од улицата Гоце Делчев во Кавадарци, каде се извршуваат градежни активности за реконструкција на улицата, денеска се обратија со петиција до локалната самоуправа и јавното предпријатие Комуналец поради зголемената прашина да се врши повеќе кратно миење на оваа улица. Поради изведување на инфраструктурни работи на улицата Гоце Делчев од движењето на возилата се крева огромна прашина, неподнослива за населението, како и за другите минувачи во тој дел. Во непосредна близина на улицата учениците од гимназијата одржуваат часови по физичко воспитување, а на самата улица се наоѓаат и медицински ординации и деловни простории. Поради тоа, бараме да се врши повеќе кратно миење на улицата. Ова е содржина од петицијата што денеска дел од граѓаните на улицата Гоце Делчев во Кавадарци ја доставија до градоначалникот Александар Панов и директорот на јавното предпријатие Комуналец. Тие се задоволни што се работи на реконструкција на улицата, но бараат на истата да се врши миење неколку пати во текот на денот. Побаравме одговори од локалната самоуправа. Во писмениот одговор се вели: градоначалникот Александар Панов со внимание ја разгледа петицијата, согласен е дека барањето е легитимно, а воедно и свесен дека неколкудневното одлагање на завршните работи за поставување нов слој на асфалт на улицата Гоце Делчев создава проблеми. Општина Кавадарци и градоначалникот ги информираат жителите на улицата Гоце Делчев, како и граѓаните на Кавадарци, дека малиот застој на работите е направен намерно со цел да се овозможи и на другите засегнати субјекти, пред се кабелските оператори, да ги приспособат нивните надземни кабелски водови согласно новиот пристап на општината во уредувањето на кабелската инфраструктура. Имено, кон асфалтирање на улицата ќе се пристапи од како сите надземни кабли од страна на собствениците, а согласно барањата и договорот со општината ќе бидат вкопани во земја, како што го има тоа направено Ева на Македонија, корисничко енергетски центар Кавадарци. Имајќи ги во предвид интересите и буџетите на операторите, општината им определи и оптимално прифатлив рок во кој треба да ги завршат потребните работи со надземните кабли. Овој зафат е во правец на определбите на локалната самоуправа во креирање на нов современ европски лик на кавадаречките улици. Градоначалникот Панов и општината бараат разбирање и трпение од граѓаните. Воедно информираат дека наредната недела ќе се отпочне со асфалтирање на улицата Гоце Делчев. Едно од 5 орлиња на кои минатата година им беа поставени сателитски трансмитери од Македонија прелета до Казахстан. Македонските царски орли, чиј број денес се движи од 15 до 25 пара, го сочинуваат единствениот едемичен степски подвид, па нивното зачувување и заштита е од исклучителна важност. За таа цел минатата година Сдруженијето за заштита на природата Аквила од Кавадарци заедно со орнитолозите од Унгарското орнитолошко друштво за заштита на природата ММЕ Унгарија поставија 5 трансмитери на млади царски орли со цел да се следат нивните животни навики и можните патишта на миграција, а добиените податоци да се искористат за преземање на интензивни заштитни мерки кои ќе помогнат за зголемување на популацијата на овие во светот загрозени птици.
Емануел Лисичанец, член на Сдруженијето Аквила, а воедно и тим лидер на проектот за зачувување на царските орли во Македонија, финансиран од англиската фондација Рафорд, деновиве не информира за зачудувачкиот подвиг на едно од 5 орлиња по име Викторија. Кон средината на месец април, орлето крстено Викторија, поголемото од двете орлиња изведени во гнездото во близина на селото Сармазалино, уште од самиот почеток беше некако поинакво од сите останати, многу посамостојно и не толку врзано за депониите. Уште во третиот месец од пролетувањето направи неколку краткотрајни излети по територијата на Македонија и 2 пати ја прелета и границата на Грција и Бугарија, пошто повторно се враќаше во регионот каде што е родено. Но кон средината на април започна едно неверојатно патување, тргнувајќи од Овчеполието во неколку дена ја прелета територијата на северна Бугарија, па оттаму преку Романија стигна до Унгарија, а по кратко задржување во Унгарија, во регион познат како извореден за царските орли, богат со плен, карактеристичен за нив, неочекувано го продолжи своето патешествие кон север. Речиси без застанување, освен за преноќување, ја прелета територијата на цела Полска, Литванија, Латвија и влезе во руска територија. Ова е многу неочекувано од еден царски орел и досега се нема случено друга одбележена птица да одлета толку далеку на север. Териториите кои што ги прелета се нетипични за царските орли, затоа што се прекриени со четинарска шума и со многу малку достапен плен кој може да послужи за исхрана. Како и да е, повлегувањето на руска територија во крајниот север од европскиот дел, Викторија реши да се враќа кон југ. Прелета покрај Москва и продолжи надоле. За цело време правеше само кратки застанувања за преноќување. И кога помисливме дека се враќа назад кон Македонија, Викторија повторно не изненаде и одлучи да го продолжи своето патување кон исток. Моментално се наоѓа во Казахстан. За само неколку недели овој млад царски орел прелета повеќе од 3500 километри. Докаде ќе продолжи незиното патување останува да видиме. Карактеристично за речиси сите крупни грабливи птици е дека младите често лутаат на широки пространства се до стигнувањето на полова зрелост, кога се враќаат на територијата каде што се родени и бараат можност за формирање на двојка. Се надеваме дека патешествието на Викторија, царското орле од Македонија, успешно ќе продолжи и дека некогаш повторно ќе ни се врати, вели Лисичанец. Сателитскиот трансмитер што го носи Викторија се напојува со соларни келии и ќе може со години, речиси секој час да испраќа GPS координати за незиното движење. Тоа може да биде доживотно, односно доколку птицата доживее полова зрелост и некаде загнезди. Постои можност да се улови и со посебни кафеси и да се отстрани трансмитерот. Во сабота и недела Кавадарци е домаќин на 26-тиот поред Републички фестивал на младински и пионерски хорови. Организаторот денеска на пресконференција информираше дека се е подготвено за одржување на овој фестивал со надпреварувачки карактер, во кој ќе учествуваат 27 хорови од Република Македонија со над 1000 учесници. Градот Кавадарци во деновите 24 и 25 е домаќин на 26-тиот поред фестивал на младински и пионерски хорови на Република Македонија. Ова е 4-та година од возобновувањето на овој престижен фестивал, така да во овие 2 дена Кавадарци ќе биде центар на хорското пеење во Република Македонија со масовно учество на повеќе од 1000 учесници во хорските надпреварувања кои што треба да бидат нешто што на Кавадарци му дават уште еднаш белег на град кој што се одликува со многу културни настани, не само по својата бројност, него и настани кои што се од масовен карактер, настани кои што имаат посебно значење за културолошкото унапредување на живењето во Кавадарци и пошироко. Сметам дека оваа година како организационен одбор и како град Кавадарци ги презедовме сите потребни мерки да направиме добра манифестација, добро организирана на едно високо ниво, професионално ниво, со тоа што сите учесници ќе се чувствуваат сигурни, безбедни. Од нив се очекува, бидејќи тоа се дечиња од таа школска возраст до 18 години во младинска и пионерска конкуренција,
Сите ќе бидат обезбедени со храна, со вода, сите ќе бидат понудени да ги видат убавините и благодетите на градот Кавадарци. И се надевам дека како и многу пати досега и овој пат, Кавадарци ќе се представи во вистинско светло, како добар домаќин, како добар организатор, а тоа ни дава посебен повод и посебен пиетет во иднина да размислуваме овој фестивал да прерасне и во меѓународни рамки. Сметам дека одржувањето на оваа голема културна манифестација во Република Македонија, чиј домаќин е градот Кавадарци, не ќе беше можно без помошта и поддршката и разбирањето што секогаш го имаме од компаниите во градот Кавадарци. Не случајно градот Кавадарци се гордее со тоа што има такви компании со кои што имаме прекрасна соработка, како компанијата Феди Индустри, кој што секогаш излегува во пресред со онаа што е најбитно во сета оваа работа, тоа е да помага во организацијата. Компанијата Кожовчанка, како докажан партнер на општина Кавадарци и на многоте вакви и слични настани кои што се одржуваат во Кавадарци, и секогаш за прв пат гордоста на Кавадарци, винарската компанија Тиквеш, која што сепак сметам дека е лице и наличие на онаа што сме ние регион, како најголеми производители на грозје и вино, како производители на квалитетно вино, а сепак тоа е онаа која што не одликува како град Кавадарци, и тоа е онаа која што сепак не би било одминливо да биде без ваквите компании, пред се Тиквеш, компанијата винарската визба Тиквеш од Кавадарци, која што полека, но сигурно се етаблира и на поширокиот европски пазар, а секако и нивните напори за излез на другите пазари во светот. Посакувам кавадарчани во овие два дена, 24 и 25, да ја последат масовно оваа манифестација, поготово што 24 е денот на македонските се просветители Свети Кирил и Методи, кога и не се работи, кога е празничен ден, да имаме масовно учество. На сите учесници им посакувам пријатно да се чувствуваат во градот Кавадарци, а на оние најдобрите, а сепак сите се добри, затоа што во Македонија многу одамна се негува квалитетното хорско пење, по кој што се одликуваме со добар квалитет, кој што е потврден и надвор од границите на Република Македонија, да и овој пат го положиме испитот со највисока можна оценка и да се покажеме во најдобро светло. На 26-те републички надпревари, хорски надпревари, кои што се одржуваат на 24 и 25 мај 2014 година во Кавадарци, ќе земат учество вкупно 27 хорови. Од тие 27 хорови во првиот надпреварувачки ден ќе се надпреваруваат детските хорови, кои што ги има на број 18, а вториот ден или на 25-ти ќе земат учество младинските хорови, кои што се 9 на број. Или вкупно учесници, бројката на учесници ќе биде некаде од 1000 до 1100 ученици, тоест учесници хористи во овие два надпреварувачки денови. Хоровите се од различни места, во Република Македонија, од сите региони на Република Македонија, од основните и средните училишта кои што екзистираат на нашата територија. Поради тоа што карактерот на овој фестивал надпреварувачки, за веродостојноста и за оценувањето на хоровите, ќе се погрижи жири, кој што е составено од еминентни професори, советници во Бирото за развој на образованието, професори на факултетот, посредните музички училишта и слично. Или јас би можел и да ги спомнам, Анкица Битанова, советник во Бирото за развој на образованието во Скопје, Горан Стојанов, исто така советник по музичка уметност во Бирото за развој на образованието во Кавадарци, магистар Панче Јосифов, професор во средното музичко училиште Илија Николовски во Скопје, Тихомир Јович, доцент на факултетот за музичка уметност, и Мустафа Имери, исто така професор во средното музичко училиште Илија Николовски во Скопје. Се надевам дека се ќе помине во најдобар ред, дека ќе се осети надпреварувачкиот дух, како што е и докажано изминатите години, поради тоа што традиционално, овој надпревар се изведуваше биенално, меѓутоа пред 4-5 години почна да се изведува секоја година. Полека, квалитетот на хоровите расте и, како што кажа председателот пред малку, се надеваме дека карактерот на овој надпревар ќе стане и меѓународен. Би им посакал на сите учесници прво добро да се задоволуваат, а потоа за тоа да се го добијат и заслуженото. Секој наградата која што ја заслужува, а на граѓаните
од град Кавадарци, би им сугерирал да дојдат, да ги посетат и да ги видат, т.е. да ги слушнат сите овие хорови од Републиката и да имат можност, значи, да уживаат во доброто хорско пеење. Основните училишта или детските хорови кои што се надпреваруваат имаат една задолжителна композиција. Тоа е композицијата Ода на радоста од Лудвиг ван Бетовен, додека младинските хорови или хоровите од средните училишта исто имаат две композиции, меѓутоа по слободен избор. Традиционалната манифестација Матурска парада 2014 денеска се одржа на плоштадот во Неготино. Танцот квадрил го танцуваа матурантите од гимназијата Свети Кирил и Методиј. Матурантите од гимназијата Свети Кирил и Методиј, чија матурска вечер се одржува вечерва на место утре, танцот квадрил на музика од Штраусовата опера Лилјакот го одиграа денеска напладне на плоштадот во Неготино, вклучувајќи се во традиционалната манифестација Матурска парада 2014. Инаку целта на овој танц е символично преку означувањето на своето полнолетство, преку танцот и музиката да се оствари обединување на матурантите од повеќе градови од Македонија и Европа. Освен дружењето и танцувањето на младите, оваа манифестација има и надпреварувачки карактер да се постави Гинисов рекорд во категоријата истовремено синхронизирано одигрување на еден ист танц на различни места и во различни градови. Да потсетиме дека танцот квадрил потекнува од Франција, каде што се појавува во втората половина на 18-тиот век. Тоа е танц во кој двојките своето движење го изведуваат во простор во форма на квадрат, пошто и го добива името. На стартот од танцот квадрил матурантите ги поздравија градоначалникот од Неготино Ванчо Апостолов и директорката на гимназијата Маја Тефова. Ми представува огромна чест и задоволство што денеска сум меѓу вас и ја имам можноста на сите матуранти да им го честитам матурирањето и влегувањето во светот на возрастните. Општина Неготино и Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј денеска по петти пати организираат веќе традиционалната меѓународна манифестација Матурски квадрил, на која неготинските матуранти преку одигрувањето на овој танц ќе остават сопствен белег на наставот. Вие, почитувани матуранти, сите млади луѓе полни со позитивна енергија и располагате со се што е потребно да зачекорите кон нови почетоци и предизвици кои го очекуваат во наредниот период. Убеден сум и се надевам дека најголемиот дел од вас ќе го продолжат сопственото образование на една од високообразованите институции во Република Македонија и на тој начин ќе ја продолжите надградбата на вашите знаења кои несомнено ќе ви бидат од голема корист при реализирањето на вашите идни работни и животни кариери. Вечерва, заедно со вашите професори, ќе го прославите завршувањето на една значајна развојна фаза од вашиот живот, на која секогаш ќе се сеќавате и како и ние повозрастните, и вие средношколските денови и матурирањето ќе ги паметите целиот живот. За крај, на сите вас матуранти од Неготинското средно училиште Свети Кирил и Методиј, ви го честитам матурирањето. Ви посакувам многу здравје и среќа во животот, како и успех на личен и професионален план. Денес сме собрани сите ние заедно во чест на 50 години јубилеј средно образование во општина Неготино и нашето училиште, Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј Неготино. На овој јубилеј и оваа година традиционално да го одбереме денот Матурски бал 2014 година. Денес нашите и ваши матуранти традиционално по пети пат ќе го одиграат танцот на младоста. По звуците на Штраус и поврзувајќи се директно со Европа, ќе ја покажат и својата младост, но и тоа како да бидат единствени и сложни за да реализираат и други проекти како овој. Во реализацијата на овој проект се успеа заеднички Средното училиште со помош и поддршка на градоначалникот на општина Неготино, господин Ванчо Апостолов. На нашите матуранти им посакуваме сите ние заеднички никогаш да не ги заборават спомените од средношколските денови. Тие денес ќе представат младоста, но и светлата иднина,
и те продолжат напред низ лавиринтите на животот. Нашите матуранти покажаа како треба да се работи и да се издржи во овој проект. Несебично работеа во целата учебна 2013-2014 со нив под покровителство на менторот професор по спорт и спортски активности Розалија Матуска и добија повторно примат да се биде пак прв меѓу другите градови ширум републиката. Така тие гордо се представија себе си, училиштето и градот и уште еднаш успеја да бидат пример за идните генерации што доаѓаат по нив. И затоа, од мое лично име и од сите наставници на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино, им посакуваме на нашите матуранти светла и успешна иднина. ...3461 валиден коментар заклучно со 16 мај добило Министерството за образование и наука за прашањата од екстерното тестирање. Заклучно со 16 мај во Државниот испитен центар пристигнале вкупно 3461 валиден коментар за прашањата за екстерното тестирање, информира Министерството за образование и наука. Оттаму посочуваат дека најголем дел од коментарите се однесуваат на потребата од појасно подсетување на определено прашање или поправилно преведување на прашањето, посебно кај проблематските задачи по математика, но има и за појаснување на прашања по англиски јазик и по историја. Генерално, ако земеме предвид дека на приближно половина милион прашања имаме 3461 коментар, тоа е многу мал процент, вели Министерството за образование и наука во официјалното соопштение. Сите валидни коментари ќе се земаат во предвид и ќе се коригираат соодветните прашања. Најголем предизвик бил процесот да биде максимално транспарентен и надлежните сметаат дека им излегле во пресрет на учениците. Освен валидни коментари, Министерството за образование и наука информира дека пристигнати се и неиздржани забелешки кои воопшто не се однесуваат на содржината и квалитетот на прашањата. Објавен е петиот поред конкурс за запишување на повозрасни студенти во прва година. Намалена е годишната граница за жени 30, а за мажи 35. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување студенти во прва година на државните универзитети за повозрасни граѓани за 2014-2015 година. Новина во годинашниот петти поред конкурс од воведувањето на проектот е тоа што возрастната граница за мажи е намалена од 45 на 35 години, а за жени од 35 на 30 години. Од сега и лицата на возраст од минимум 30 години за жени, односно 35 години за мажи, со предходно завршено 4 годишно средно образование и заснован работен однос на неопределено време или пак невработени лица кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување најмалку 5 години ќе може да се запишат на студиска програма во прв циклус на студии со годишно кофинансирање од 200 евра во денеска противредност, информира Министерството за образование и наука. За академската 2014-2015 година обезбедени се вкупно 715 слободни места, од кои 230 на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, 335 на Државниот универзитет во Тетово, 70 на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола и 80 слободни места на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Заинтересираните граѓани кои што согласно конкурсот ги исполнуваат условите ќе можат да одберат една од вкупно понудените 46 студиски програми на 17 различни факултети во состав на овие универзитети, каде што слободните места се проектирани внимателно во согласно со информациите за дефицитарност на струките и реалните потреби на пазарот на трудот од соодветниот кадар, потенцира Министерството. Сите подетални информации
може да се обезбедат на интернет страницата на Министерството за образование и наука, каде е објавен конкурсот, како и на самите факултети кои ги распишуваат критериумите и условите за упис. Во изминатите години околу 1200 граѓани ја искористија можноста да стекнат високо образование на поголема возраст. Секоја година квотите се искористени во просек од 40 до 50%, а најголем интерес има за студиските програми од техничките науки. На крајот вестите и прогноза за времето. Утре ќе биде сончево и топло, ќе дува слаб северен и северозападен ветер, а максималната дневна температура ќе достигне до 31 степен. Со информација за времето го завршуваме вечерашново издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.